Добар ден, почитувани гледачи. За здрави поколенија потребен е правилен, здрав и раст и развој уште од најраната детската возраст. Тоа се разбира дека подразбира правилна исхрана, добра нега и одржување на личната хигиена. Здравите поколенија се нешто што сите ние како родители и здравите генерации го посакуваме и треба само да работиме во тој поглед и да ги поддржуваме понатаму за да им го обезбедиме најдоброто на нашите деца. Правилната, избалансирана и здрава исхрана подразбира внесување на продукти кои што ги задоволуваат енергетските потреби, но во исто време ќе обезбедат и квалитативен и квантитативен внес на сето она што значи хранливи материи за здраво детство и здраво растење. Во таа насока само ќе можеме да им обезбедиме хармоничен раст и развој на децата. Млекото и млечните производи се вистинска ризница на минерали, витамини, протеини и одличен извор на калциум за здрави и цврсти коски и зъби. Токму за правилната и здрава исхрана, со посебен акцент на млекото и млечните производи во исхраната на детската возраст, ќе зборуваме денеска во визита со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Џибадин Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Так, секогаш ми е лично и мене драго кога сте ни гости, верувам и на нашите гледачи, бидејќи секогаш е добро кога ќе разрешиме некои дилеми кои многу родители ги имаат кога станува збор за растот и развојот на децата, па посебно и правилната исхрана која што секогаш е препорачана од лекарите. Па да, кога ја слушав вашава најава, кога е исхраната во прашање, морам да ви кажам дека се сетив дека добро е да знаат гледачите дека децата, односно бебињата, уште од својата најмала возраст, ги интересираат само две работи. Едното е храна, а другото е љубов. Значи, ако сакате да имате добри и паметни деца и деца кои што носат емпатија према околината, тие две работи мора да се исполнат. Храната е таа која што обезбедува нормален раст, развој, биолошки, нели, регулирање на целиот метаболизам, а љубовта што родителите ја даваат фактички ги развиваат емоциите кај децата и емпатијата кон околината. Така да тоа е нешто што навистина мора да се внимава уште во првата година во животот и клучот е таму. Таму, да. На вашето последно гостување ја завршивме емисијата со препораката и пораката гушкајте ги вашите деца што повеќе, бидете што повеќе време со нив. Апсолутно, на тој начин им го обезбедувате најдоброто, така? Па да, мислам тоа е биолошки докажано, нели? Фактички се лачи многу серотонин и ендорфини, тоа се тие, да кажам, хормоните на среќата, нели? А тоа бебињата го чувствуваат и кај нив исто така се лачат и ендорфини, така да нивниот психолошки развој е многу подобар. Така, да. И затоа треба да биде така. Точно. За да дојдеме до оној момент за правилната исхрана на децата и посебно нели млечните производи и млекото во нивната исхрана, ќе почнеме уште од раѓањето на бебенцето и ексклузивното доење кое што е препорачано до 6-тиот месец, а после што како си почнува и си се продолжа, како најдобра природна храна, мајчиното млеко. Значи, да, секако, мислам, не постои болја храна од мајчиното млеко за првите месеци кај децата, тоа не е спорно воопшто нормално, нели? И тоа баш ќе напоменам неколку пати од кои причини, но морам да ви кажам дека многу честа тема во сите амбуланти е исхраната на децата, нормално исхрана на возрастните, па и на децата, и е многу често тема на многу портали кои што пишуваат, дури имате и рецепти како се спрема храна, што е се тоа добро и убаво. Меѓутоа има една голема конфузија, морам да ви кажам, затоа што на некои од порталите или на некои од препоруките што можете да ги чуете или видите, ќе видите дека има различити компоненти во исхраната кои во различито време се внесуваат. Значи, ќе дојдеме и до тоа, меѓутоа би сакал да потенцирам дека ексклузивното доење, односно почетокот на исхраната на секој бебе мора да биде со мајчино млеко. Се разбира, се случуваат нормално ситуации секогаш и во минатото и денеска да имаме состојби кога мајката нема доволно млеко или нема воопшто млеко. Значи, има такви ситуации, но кога лактацијата, кога продукцијата на млекото ќе ја имате во поголема количина, значи нормално е и нема потреба детето да се храни со друга храна. Ако ги прочитате педиатриските книги, ќе видите дека една од првите ставки за предностите на мајчиното млеко е тоа дека не само што е тоа природно,
него не само што е тоа прилагодено на човековата раса, значи на нас, него и наевтино млеко. Значи, вака, дури и таа компонента. Но она што најмногу... Најлесно и наједноставно, да, така. она што е Бебенцето со вас и Да. можете да го нахраните Каде во кој сакате. момент сакате и каде сакате. Освен да. ако не живеете во земја каде што е Македонија, ако трнете да го доите детето на отворена средина, па некој почне да ви каже зашто го доите детето ти. Так. За жал, тие клешти интелектуални кај нас се уште постојат Ќе во ги некои вакви надминуваме земји. полека, да. Кога е мајчиното млеко во прашање, значи она што суштински треба да се каже, дека секоја врста, секој род на планетава, секој цицач има свое млеко и тие млека меѓу себе битно се разликуваат. Значи, имате делфини, не знам, кои, нели, со млеко, имате глушец, имате мачка, имате куче, имате човек. Сите млека се разликуваат. Така да за детето не постои боле млеко, за бебето, од мајчиното млеко. Тоа е уствари прилагодено на сите потреби кои што ги има бебето во првите месеци од животот. Втора важна работа е што со млекото детето ги добива сите оние имунолошки компоненти што мајката му ги предава. Дури сега во овој ек на епидемијава Вируси, на морбили, да. гледате препорука која е дојдена од Министерството за здравство дека децата треба да се вакцинираат над 6 месеци. Тоа е затоа што кога мајката ќе го роди своето чедо, она трансплацентарно, значи преку плацентата, пренесува дел од својот имунитет, но му предава исто така дел од својот имунитет на бебето преку мајчиното млеко. Впрочем, на тој начин детето во првите 6 месеци е заштитено. После тоа паѓа тој дел од имунитетот кој што е пренесен кај детето и оно треба да ствара собствен имунитет. Затоа е таа препорука, да речеме, за препорака вакцината. веќе да се симна границата неколку месеци, барем во моментов, нели, додека е Во момент ова кога имаме ваква ситуација, епидемија. кога имаме епидемија. Значи, тоа е причината. А пак е врзано со имунологијата и развојот на имунологијата кај едно бебе. Сега, кога станува збор за исхраната во првите месеци, тука има два концепта сега, кога сме кај доењето. Едно е слободно доење кога сака бебето и колку сака. Другото е да се воспостави еден така лесен режим, ај така да кажам, умерено еден лесен режим на некои 2,5-3 часа, кој што у суштина се води по оној дел дека мајчиното млеко кој ќе влезе во желудничето кај бебето се метаболира 2,5 сата до 2 сата и 45 минути и после тоа излага од желудникот во тенкото црево и тогаш бебето ќе почне да плаче. И тоа е единствен знак дека е оно гладно. Сите оние други манифестации, например, ако му ставите прст на уста, па почнува да цица, отварање на уста, вртење, ако го земете во раце, вртење према града, тоа се само рефлекси, тоа не се знаци дека бебето е гладно. Да, тоа не е знак дека е гладно. Да. И во исхраната апсолутно нормално треба да доминира мајчиното млеко во првите 6 месеци, односно во првите меѓу 4 и 6 месец се препоруките за воведување на дополнителни храни, односно за кашички. И тоа е веќе еден голем, вака значаен период кај децата, каде што настанува голема промена. Значи, така, драстична промена во живот. Така, да. Оние деца кои што не се доени, за нив адаптираното млеко, така, кое што е најблиско до мајчиното, така, единствениот избор, единственото решение, па дури и по годинката, така? Да, апсолутно. Јас имам неколку пати, лично јас сега вака, чисто си пренесувам како информација, неколку пати пишувано на повеќе пати и изборувано на телевизија и на порталите имам пишувано дека во случај на немање на мајчино млеко мора во првата година, значи ако немаме мајчино млеко, мора да е комплетно адаптирана формула. Значи тоа е апсолутно строго, така треба да биде. Кај нас, за жал, се влече се уште нешто што било во минатото, зборам не само во Македонија, на Балканскиот полуостров, регионално, сепак ова се земји кои биле релативно сиромашни и луѓе кои што не можеле да купат адаптирано млеко, кое адаптираните млека у суштина се појавија некаде делумно адаптираните кон крајот на 60-тите години од минатиот век и 70-тите и 80-тите години се појавија комплетно адаптираните формули. Предходно, бидејќи немаше такви формули,
Значи пред Втората светска војна и предходно луѓето, мајките кои што немале млеко, ги хранеле децата со кравјо млеко. И тоа е една од поголемите катастрофи во историјата на човечанството, затоа што кравјето млеко не е млеко за деца, као што ни козјото млеко не е млеко за деца во тек на првата година. До првата година, сега да. Ќе си мора... дојде време кога, нели, Апсолутно. си ги покажува придобивките и бенефитите, така, од Апсолутно, користењето. тоа, Да. значи, кравјото и интегралното кравјо и козјо млеко е млеко кое многу покасно се дава, Треба да ако се треба воведе. да се дава. Да. Формулата мора да е значи сите препоруки на ниво на цела Европа, на сите здруженија, на Европската агенција за безбедност при исхрана во првата година, ако мајката нема млеко, формула, комплетно адаптирана формула, дури препорука е во тек на втората година, ако треба да се дава млеко да пие или колку и да пие детето во тек на втора година, да повторно биде формула, а не интегрално кравјо млеко или козјо млеко, да кажем. Впрочем, има така една малку често Кој е поздраво и кој е реченица подобро? која што ја користиме во амбулантите педиатриски, кога ќе дојдат родителите да прашаат, па да речеме детето е 9 месеци, а ја да му дам кравјо млеко на детето, ние често им одговараме: извините, вашето дете не е теле па да му давате кравјо млеко. Така. Се уште е мало, ќе го почекате моментот, нели, кога ќе дојде. И сега, нели, ексклузивното доење до 6 месеци. Меѓутоа, тоа не значи дека периодот понатаму треба, доколку мајката има можност и има млеко, да остане детето само на мајчиното млеко. Да, е добро, е здраво, е потребно, меѓутоа потребно и внесување на дополнителни продукти. Да, апсолутно. Значи, ова е прашање кое, верувајте, многу често прави конфузија. Кога да се почне со кашички? Значи, прави често конфузија и мислам дека затоа луѓето треба да ги читаат валидните информации. Од друга страна, кога ќе почнете со препораките за кашички, значи воведување кашички, значи воведување на една кашичка кај едно бебе, значи едно млеко помалце. Значи кашичката е замена за млеко. И ако тргнеме од 6 месец до 12 месец, како се скратува еден оброк млеко, односно се воведува кашичка, на крај завршуваме да на крајот на првата година се заврши и се прекине доењето. Значи онака месец по месец. Меѓутоа, воведувањето на дополнителни храни објективно прави голема забуна, како што и родителите кога ќе влезат во големите аптеки или во големите маркети, ќе видат дека има кашички од различни производители, зборам сега за готовите кашички, на кои што пишува, например, од 5 месец, од 6, од 9, нели, и така натаму, и ќе видите дека има, например, грашок од 5 месец и има грашок кашичка од 8. Ама тоа зависи како е одгледано, како е спремено и како е пастеризирано. Значи, сакам да напоменам дека во цела Европска Унија, според препораките кои што се дадени од Европското здружение за педиатриска гастроентерологија и препораките од Агенцијата за безбедност при исхрана во Европска Унија, дохраната, односно воведувањето на кашички, почнува меѓу 4 и 6 месец. Зошто меѓу 4 и 6? Тоа е оставено да педијатарот кој што го води детето процени дали тоа дете е спремно за воведување на кашичка или не, дали му е здравствената состојба добра, дали добро напредува, дали тоа дете има потреба да се воведе и дали родителите се спремни да обезбедат квалитетен извор на храна. Кога ќе кажеме квалитетен извор на храна, пред се мисли на органска храна, затоа што клучот на исхраната е во првата година и верувате не е мода воведување на органска храна кај бебиња, значи без пестициди, без органофосфати, хербициди и така натаму. Она што велиме све што е хемија. Од секогаш била, ама сега е веќе голема потреба, така, со оглед знаете на како, тоа. ние тоа Како стално го, живееме и што ние тоа стално го внесуваме. дискутираме. У суштина, ако ние се вратиме во Македонија пред 150 години, нашите прабаби и дедовци и баби, они у суштина органска храна јаделе. Меѓутоа, за жал, индустриализацијата не доведе во ситуација да се произведува поголема количина на храна, за да храната поевтини, а за да поевтини воведена е и ГМО исхраната, значи во многу сектори и ГМО исхраната, и вие сега денеска добивате производи кои во минатото не сте ни можеле да ги очекувате. Например, патлиџан во јануари месец е
Се А инаку знаело кога, патлиџанот си нели, е храна сезонски која си се воведува расте. кај децата од 5 месец, например. Може да се воведе. Да. Као пример се сакам Да. да кажам. И затоа мислам дека кога збориме за воведувањето на дохрана, може да ги збуни малку родителите, затоа што вие ќе видите, да речеме, постојат производители на детски храни кои што имаат кашички на кои што пишува 4+ или после 4 месец. Или after 4 months, што би рекле на англосаксонска литература. Тие кашички, тие фабрики не смеат, значи од европско производство, не смеат да ги наведат месеците кога може детето да ја прима, сами. Тие мора да бидат проверени од Европската агенција за безбедност при исхраната. Таму има еден цел тим од 40 на педиатри кои што ги проверуваат компонентите на секоја кашичка и викаат оваа може тогаш, оваа може тогаш. Така, поминува ни строга селекција за да дојде нели апсолутно, како производ изузетно веќе строга кај потрошувачот, да. На сето тоа, нормално во правилата во Европска унија се многу строги во тој дел. Значи, тоа е најстрогиот дел во Европска унија, на тоа се надоврзува уште сертификатите за типот на производството, значи дали е храната био, дали е органска, и таму имате ознаки на Европска унија дека е храната произведена био, имате Деметер квалитет, така наречен, кој што е најригорозен сертификат за тоа дека кашичката која што е спремена од зеленчукот или од месото, у суштина е на највисоко ниво на квалитет. Така. И заради овие неколку прашања, затоа сакав да ги кажам, малце ги измешав како прашања, ама сакав да ги кажам, у суштина често пати родителите се збунети кога и што да внесат Да почнат во да исхраната. внесуваат во исхраната, а сакајќи секако најдоброто, нели, најправилното да го направат. Апсолутно, Нормално дека да. за нашите деца ќе направиме се. Рековме млекото ќе оставиме време кога така ќе подпорасне детето, па ќе го има како дел од исхраната и дел од секојдневието. Млечните производи можеме ли да Да. и што да внесуваме? Може ли нешто да се внесува во детската возраст? Кај млечните производи веќе препораките се сосема други. Значи ние дури вака директно кажано, ако на родителите стално тоа им го кажуваме, ако вие вашето дете го научите да не пие млеко, сте направиле многу работа. Ама не со млечните производи. Млечните производи, како што се сирење, кашкавал, да речеме, нели, јогурт, кисело млеко, Да. се метаболити од млеко, кои што фактички се веќе преработени надвор од желудникот на детето или возрастните луѓе. Да. Значи, ние ги немаме сите ензими кои што треба да го преработат, пример кравјото млеко или козјото млеко, затоа што тие не се наши. Меѓутоа, со метаболирање нивно, како што се овие производи, веќе сосема е друга ситуацијата и веќе може да се вклучат во исхрана дури и пред првата година. Значи, препоруките се да речеме јогуртот или киселото млеко, кои се многу вака моćни пробиотски култури, се внесат после 8-миот месец, во тек на 9-тиот месец. Има некои препоруки дури и малку порано. Основна препорука е да кога станува збор за сирењето биде исклучиво младо, кравио или козјо сирење. Предност има сирењето од белите кози, затоа што тоа во себе недостасува еден протеин кој што се вика алфа-1 есказеин, кој што уствари е главен носител на алергијата на протеините на млекото. И знаете како, ако вака погледнете малку во краткава историја позади нас, до пред 10 на 15 години, метаболитите, производите од козјото млеко биле углавном за најбогатите луѓе во светот, и продукцијата на тоа млеко било многу мало. Како нешто сега нешто, нели? сега нешто го има повеќе. Така да, кога зборуваме за самите млечни производи, тие треба да се внесат кај децата и тие се пред се јогуртот, кефирот и киселото млеко главни извори за пробиотските култури. Но тука морам да напоменам една работа која повторно се врти вака во населението, викаме кефир. Сигурно дека подобро е човек дома сам да го направи кефирот, да речеме, нели, или јогуртот или киселото млеко. Но при тоа треба многу да се пази на културата која што се зима. Знаете, вие можете да земете култура која нема Л од лактобацилуси во неа.
Дури имаме и така направено, еден тест направивме за една култура на кефир купена од пазар, испадна дека нема ни еден лактобацилус, ешерихија коли има унутра. Така да тоа е вака. Затоа и треба да бидеме многу внимателни, така? Апсолутно, да. Комплетно за секого, и за возрастните во поглед на исхраната, а посебно пак и за децата, кога некои производи, нели, наменски ги купуваме и сакаме да ги знаете, користиме. ова е точка која што можеби е клучна, ова што вие сега го кажувате. Зошто? Затоа што бебето кога ќе се роди, оно е малте не стерилно, не е комплетно стерилно во матката и во околу плодовата вода има микроорганизми, има бактерии, има вируси, немојте да мислите дека е тоа све стерилно. Дури е една мала дигресија, најновите истражувања покажуваат дека дури и мозокот има одредени микроорганизми во него што живеат. Дури и мозокот. Сега, бебето кога ќе се роди, тоа почнува да се запознава со својата околина и почнува фактички да комуницира со целата околина. И почнува да се колонизира со бактерии, вируси и разни микроорганизми. Првата година од животот е клуч за целиот живот. Значи, во тек на првата година од животот, во зависност од исхраната, во зависност од негата кај детето, кај бебето, се ствара тој микробиом што го викаме кај него, значи сите тие микроорганизми кои што живеат на нас или во нас, и кон крајот на 12-тиот месец тој се финализира и му останува на бебето до крајот на животот. Фактички, кон крајот на 12-тиот месец, ние, секој од нас, добива нешто повеќе од 100 трилиони пријатели. Тоа се нешто повеќе од 100 трилиони микроорганизми со кои ние живееме. И таа симбиоза мора да ја одржиме. Кај бебињата, во зависност од воведувањето на поедините храни, се менува микробиомот и се развива. Така да ако на едно бебе, например, не сакате да му воведете месо како мајка, зборам како исхрана, месо, месни производи, и викате јас на моето дете ќе му дадам после година дена, вие го лишавате од еден голем микробиом кој што треба да се створи околу месната храна. И го внесувате бебето у проблем. Сакам уште една вака чиста порака кон гледачите, да речеме, или сите родители. Држите се до тоа дека децата треба да го јадат, како и ние возрастните во основа. Храната треба да се базира на се она што природата го дава. Природата дава зеленчук, природата дава овошје, природата дава месо, во кои спаѓаат и рибите. Природата не дава брашно, природата не дава шекер, не дава торти, не дава чоколади, не дава оние напитоци што се детски напитоци, нели, какао, чоколада и така. Со кои дополнително им го разубавуваме. Тоа е се вештачки у принцип вкусот на млекото кое што го пијат, така. Ако го научиме детето да јаде она што природата го дава, у принцип во првата година му го ствараме нормалниот природен микробиом, имунитетот му го зголемуваме, имунитетот му расте, имунитетот, и тоа дете може да биде после здраво. Ако не внесеме, значи, затоа и овие млечниве производи, велиме после 8 месец да се внесат, затоа што се тоа пробиотски култури. Кои што се потребни и неопходни, така, и значени. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, веќе ве слушаме, повелете. Можам да се вклучам во визита? Да, во визита сте вклучени, ние го очекуваме вашето прашање. Сакам поздрав до водителката. Ви благодариме. И да го прашам почитуваниот лекар. Ајде, прашајте. Имам внуче, 15 години, високо е 1,64 сантими. Дали тоа е нормална висина и до колку години машките деца растат? Машките деца и женските исто растат до 18 години. На 18 години и 0,0 денови по принцип, вака едноставно кажано, завршува растот. При тоа, сакам, кога сме кај растот кај ова детенце, да напоменам дека во тек на првата година од животот, децата растат во зависност од начинот на исхрана, меѓу другото. Значи, не растат преку хормонот за раст така интензивно, као што е тоа после над година дена. Растот е индивидуален
и зависи многу од генетиката кај детето, значи од тоа што добило како информација од таткото и од мајката, до која висина ќе порасне, но многу битно влие и од така наречена, ние така ја викаме во медицината, епигенетика, значи од околината во која што живее. Тоа значи дека има фактори од околината, а повторно од загадувањето, од начинот на исхрана, од начинот на живење, зависи колку ќе порасне. Од тоа дали се бави со спорт или не, така да има повеќе фактори. 15 Во однос години, на ова детенце кое што е 164 сантиметри, значи треба да се стави у табела тежината, висина, обем на глава, обем на граден кош во табели, тоа имаме такви табели во педиатријата, и да се види во која перцентилна крива е детето и тогаш да се каже дали е тоа оптимално. И кога во овој период ќе почнат да практикуваат некаков спорт, дали пливање, кошарка, што и да е, така, Да. преку таа физичка активност, некако, велите, детево го гледам како од месец во месец, така, ми расте и се менува. Да. Да, Иако секако. повторно е кај секого индивидуално, ама потребно е, така, ќе си има мал удел барем во Па добро, сето тоа. спортот кај младите, да речем кај децата, дури почнато и во возраст негде околу 5 години или дури малку под 5 години, иако они тука уште немаат координација, баш некоја сјајна координација за спортските активности, сепак ствараат одредени навики. Спортот кај децата, ако се примени онака како што треба, помага во стварање на некои добри навики, нели, како што се редовна исхрана, редовен сон и така натаму. А сега ако влезе во професионалниот спорт, Тоа е веќе многу веќе понапорно. друга патека и насока по која ќе си продолжи. Добар ден и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Канал 5. Да, ве слушаме, повелете, вклучени сте во визита. Да го слушнеме прашањето. Многу поздрав до водителката, до Канал 5, а највише до докторот. Така. Јас сум пензионерка, а сум готвела во градинка. Така, добро, продолжете. Јас сум пензионерка више 15 години, сум работела во градинка. Ме интересира сега докторот да ми каже од колку месеци децата може да јадат готвената храна. Од колку или до колку? Па вака. Од колку? Кога станува збор Посебно за бебињата. Да, кога станува збор за храната која што се внесува стандардно, најдобро да е храната, зборам во бебешката возраст, да е храната спремена, мислам нормално готвена, кога збориме за зеленчук, тој сепак треба да се готви. Најмалку се губи од витамините, значи најмалку се губи од витамините, од минералите, ако се готви на пареа, да кажам. Додека ако се готви класично, малце повеќе се губи, затоа што сепак нели очекувате дека витамините, дел од нив се термолабилни, да кажам, и се разградуваат при готвење. Овошјето може да се дава целовна овошје кое што се дава првите месеци, како што е јаболка, тиква, например, тие се даваат најчесто готвени, мислам варени или печени, но после тоа веќе од 5-6 месец, 6 месец, например, ако сме почнале од 5 месец, например, после 6 месец фактички овошјето се дава интегрално. Тука е веќе избор дали родителите ќе користат готови кашички или производи кои што се домашни, да кажам, Направени, да. односно од пазар домашно направени, нели, зависи од тој избор, меѓутоа топло ви советувам да тоа што го спремате дома, го сепак купите да биде колку толку почисто, колку може помалце да има од штетните материи кои што има денеска многу. Така да. А кога зборуваме за млекото и млечните производи, мораме да споменеме дека се богати извори на витамини, на минерали и протеини, сето оно што хранливо го имаат и го содржат, а од друга страна пак нели калциумот кој што велиме за здрави цврсти коски и заби кои што се потребни така во растот и развојот на децата. Да. Колкави количини, колкави дози, колку е препорачано? Сега еве малку и за поголемкиве дечиња до предучилишна возраст, ако може да го опфатиме тој период. Да, знаете, тоа е една интересна работа која што
многу често е тема, пак ќе речем на муавет, на разговор со родителите. Значи, ако бебето во првата година го ставите на кравио млеко, значи бебето зборам, и доминантна исхрана кравио млеко, оно сигурно ќе направи анемија заради намалување на железото и ќе направи рахитис, односно слабост на коски. А велиме, од друга страна велиме дека е извор и богат извор на млекото калциум. има калциум, не е спорно, но има голема количина од тој калциум е врзан со фосфор и не може да го бебето ресорбира во црево, односно го исфрла со столица. Ако во првата година бебето го ставите само на козјо млеко, тоа ќе направи анемија заради недостаток на фолна киселина. Така да, тоа е прв до елемент година, кој што викаме така. првата година никако. Над година дена, например, да речеме, ако се држиме до препораката на ЕФСА, значи во тој случај во втората година, колку и да пие млеко детето, во основа може да пие млеко кое што е, мислам, тројки, овие што се адаптирани формули тројки. Над втората година нема потреба да пие млеко, али има потреба да пие јогурт. Значи, 100, 200, 300 милилитри јогурт или кисело млеко нема никаков проблем. И повеќе да пие. Впрочем, јас мислам дека сум го кажал тоа кај вас у емисија, баш мислам дека кај вас го кажав, дека човекот кој што најдолго живеел на оваа планета се викал Ширачи Ферзали. Така, Тој е светски рекордер. Ми надоаѓа сеќавањето, така. Тој живеел 168 години, тоа е чудо некој на природава, тој користел кефир цел живот. А тоа се пробиотски култури, односно, сакам да кажам, не пиел млеко интегрално. Дури, морам да ви напоменам дека во старата кинеска медицина, ако ги читате книгите од старата кинеска медицина, кај што ја пишува за акупунктурата, пишува дека луѓе кои што боледуваат од задув, односно асма, тој тип на болест, не треба да пијат млеко, затоа што при пиење на поголеми количини на млеко се ствара слуз во плуќата. И тоа е вистина така. Кога ќе видите пациент кој што е болен од бронхопнеумонија или од бронхитис, ние не треба да му внесуваме млеко, затоа што оно има меѓу другото и многу лактоза, тој тип на шекер, а луѓе кои што боледуваат од такви болести или деца не треба да пијат шекери, треба да внесуваат повеќе масти. Така. И да не заборавам, кога сме, еве и ова што го праша гледачката, ова морам да напоменам дека препорука е да бебињата во тек на првата година 40% од храната им бидат масноти. Значи, заради омега-3 масните киселини. Омега-3 масните киселини се главен двигател за раст на мозокот, за развој на мозокот и за постигање на побрзи развојни параметри на мозокот. Дури, да ви кажам, имаше една студија во Аделаида, во Австралија, кај деца кои што се родени пред време, кај прематурчиња, ако веднаш им внесете 100 до 150 милиграма омега-3 масни киселини, постигаат во развојот коефициентот на интелигенција после им е за 5 единици поголем отколку деца кои што не го примале. А омега-3 масните киселини се масти. Психофизичкиот развој комплетно, така, на децата, бидејќи е многу важно и... Значи, не да биде извор на храната шекери. Кога ќе кажеме шекери, сакам да кажам, нели, лактозата е главен извор во млекото, тоа е главен шекер во млекото. Но од друга страна треба да бидат како извор на храна и мастите, особено омега-3 масните киселини. И сега, за жал, ние во омега-3 масните киселини ги има најмногу во оние мрсните риби, што би рекле, нели? Лосос, бакалар, скуша, дали харинга. И сега, кога ги спомнавме децата предшколска и школска возраст, ја топло им советувам на родителите, заради омега-3 масните киселини, барем 2 пати неделно децата да јадат таков тип на риба. Затоа што еве, апропо тие студии, уште една студија од Шведска покаже дека деца на возраст од 6 до 14 години, школска возраст, деца кои јадат 2 пати и повеќе неделно риба, имаат подобри школски резултати од децата кои што јадат еднаш или нееднаш риба. Така. Или се ако не ќе да јадат риба, барем па нека внесат суплемент. Некаква замена да се најде. Со поголема масленост, така се препорачуваат, така производите кои што се конзумираат, па и во детската возраст, така полномасните, отколку оние со Путерот, ниска например, масленост. се препорачува да се внесе, тоа е исто така дел од млечните производи.
Нормално и маслиновото масло и некои други типови на масла, некои што ги има и ги нема кај нас, да речеме, затоа што со нив се внесуваат омега-3 масните киселини, оние добри масти што ги викаме. Така, да. Мораме да ги учиме децата на разновидна исхрана. У суштина, ако може уште еден, се извинам што ве прекинав, ако може уште еден совет многу прагматичен. Видите, децата кои ќе ја земете биологијата на човекот, децата јадат на секои 3 часа, овака грубо кажано. И они имаат 6 до 7 оброка во тек на денот, во тек на првата година особено. Кога ќе пораснат се малува бројот на оброците. Меѓутоа, ако децата ги научите да јадат и кога ќе пораснат 5 оброка на ден, сте направиле многу. Ама ако ќе кажеме 5 оброка на ден, тоа се релативно мали оброци. Имате во предвид дека само 7% од целата популација, од целото население во светот јаде исправно. Исправно значи 5 оброци на ден, ама малку. Малку, да. Не Тоа три е тањи, на да што што сега и нас возрастните не учат, така? Тоа е нешто што уствари децата, тоа е најлесно ако детето го научите од првата, втората и третата година и За понатаму да така да продолжи се храни. понатаму во животот. Да. Ви благодарам за гостувањето денеска во Визија. Благодарам. Да. Почитувани